Електричари, водоинсталатери, заварувачи, касапи, кондураджи, саатчи и златари. Ова се дел од занаетите кои се повеќе стануваат дефицитарни во Македонија, а за жал некои од нив и изумираат. Ситуацијата во занаетчиството е се полоша, но храбрувачки е што се повеќе средношколци наместо факултет избираат стручни училишта и занаети што носат сигурна работа и добра заработка. Велат од занаетчиската комора во Скопје. Недостатокот на работна сила, како што споменавте, и побарувањето на секој занает, веќе финансиски добивката која што би ја добиле идните занаетчи, тоест идните ученици кои што ќе го завршат средното стручно образование, мислам дека ќе ги натера, а не мислам дека сум сигурен дека ќе ги натера својот животен пат да си го гледаат во нашата држава, а со тоа нормално да имаме развој на стопанството на нашата држава. Министерката за образование Весна Јановска вели дека недостигот на занаети треба да не загрижи, но добрата вест е што младите полека сваќаат дека занаетот повторно станува вреден и ценет. Според неа дополнителен придонес за стручен кадар во Македонија има и дуалното образование. Ке ни недостасуваат AI инженери, ке ни недостасуваат експерти за AI безбедност, ке ни недостасуваат AI дата аналитичари, но секако нас ке ни недостасуваат и луѓе кои ќе обработуваат филигран, луѓе кои ќе обработуваат злато, нешто што е позната Македонија, луѓе кои повеќе ќе се посветат на занаетчиството не само заради нашата традиција, туку заради тоа што тоа ќе може да овозможи подобар живот, извоз на одредени производи од Македонија, што е исклучително многу значајно. Во време кога Македонија се соочува со сериозен недостиг од стручен кадар, денеска и утре во автосообраќајниот училишен центар Боро Петрушевски се одржува националниот надпревар на вештини 2026. На едно место 64 средношколци од целата држава ќе ги покажат своите знаења и практични вештини во 15 различни занаети, од автомеханичари и електричари до пекари, фризери и заварувачи. Организаторите велат дека целта е младите да се мотивираат да избираат стручни професии, кои денес носат сигурна работа и се клучни за развојот на економијата.